на празникот Свети Трифуни, во пресрет на празникот на виното, но и празникот на љубовта, секоја година традиционално во изложбениот салон Кора се одржува изложба Вечното танго во чест на виното и љубовта. Таму беше колешката Елизабета Мемиќ и ќе ни ја пренесе атмосферата. Страст, енергија, копнеш, љубов се есенцијата од која е создаден најогнениот танц, тангото, откривајќи ги пораките кои и музиката и играта ги пренесуваат со векови. Ликовната уметница Славица Танеска создала цртежи кои бликаат од страст, енергија, копнеш и љубов. Го представила тангото токму онакво какво што сите го препознаваме. Еден од нејзините два цртежа, посветени на тангото, се и официјална најава за изложбата Вечното танго на Астор Пјацола, украс на актуелниот плакат за веќе традиционалниот ликовен настан посветен на тангото. Треба ли човек да го познава тангото за да може да се внесе во сликарството? Да, буквално за секоја тема која што се обработува потребно е тоа познавање. Јас навистина првата година, веќе 7 години учествувам на оваа изложба. Првата година кога добив покана за оваа изложба ми беше нешто сосема ново, неистражено. И секоја година буквално направив нови истражувања на тоа што представува самото танго. Од човечката анатомија, понатаму движењето на танчерите, како се движат, љубовта, страста нивна, Аргентина, нивната традиција танго, сето тоа. Така да секоја година ново истражување на бои, на форми, на динамика, на фигура која што ја носам до целосна деконструкција, па повторно ја враќам во некоја конструкција, како што е овогодинешниот мој цртеж со кој што се представувам. Ова година сум горда за уште еден успех на оваа изложба, а тоа е дизајнирањето на плакатот. Јас сега работам на факултетот за арт и дизајн, каде што сум асистент на предметот дизајн на плакат, каде што студентите ги обучуваме да изработуваат дизајн. Така да оваа година сум горда што мојот цртеж послужи како еден тип на илустрација на оно што го представуваме на самата изложба, а тоа е движењето, тангото, љубовта, уметноста. Во чест на виното и на љубовта, Домот на градежниците и галеријата Кочурацин традиционално ја организираат изложбата посветена на тангото како синоним, преку кој се чита пораката за денот кога се заклjuуваат лозниците и се слави вечната љубов. Годинава 38 ликовни уметници посветиле дел од своето творештво на вечното танго. Прослава на виното, на љубовта, на музиката, на уметноста, танцот, се тоа што ги здружува уметностите и со години наназад ги менувавме и темите под насловите според славните танга на Астор Пјацола. Танго Обливион, Танго Мево, Либер танго, Вечното танго етерно и тоа остана како синоним за сите танга кои здружуваат љубители на оваа уметност ширум светот. Зошто токму Астор Пјацола се прашуваат често нели во однос на изборот, затоа што е тоа синоним пак за еден мултикултурализам кој тангото го носи во себе. Тангото е синтеза на разнородни културолошки влијанија и успева да ги надмине сите бариери и да ги здружува ширум светот разнородните ентитети, светогледи, генерации веќе преку едно столетие. Изложбата Вечното танго на Астор Пјацола во Кора ќе биде до крајот на неделата.